рудата си оди од тука, нас не остануваат овие последици. Овие тешки метали, овие токсична вода. Ова е еден од аргументите со кои екоактивистката Светлана Станојковска веќе 10 години се бори против отворањето на рудникот за злато и сребро Плавица Црн врв во Пробиштип. Флотацијата од Злетово, отвореното хидројаловиште, фабрика за акумулатори, леарница. Во овој рударски град нема простор за уштеден капацитет од тешката и загадувачка индустрија, вели Светлана, која бара одземање на концесијата за Плавица, оти навреме не била обезбедена дозвола за експлоатација, а законот не дозволува ваков тип индустрија на 5 километри од населено место. Малигните заболувања се во енорен пораст на сите видови, карциномите едноставно цветаат. Пробиштип има и претходно горко искуство, кога кон средината на 70-тите години на минатиот век настанала хаварија, откако попуштила хидројаловишната брана. Едноставно, знаете, нема гаранција, а и не даваат гаранција. А нашето искуство покажува дека на хартија можат се да напишат. Едноставно хартијата трпи се. Меѓутоа во пракса некои работи не се изводливи. Кога би се добило дозвола, кога би се отпочнало со експлоатација, што би се случило со оваа околина? Кратово и Пробиштип го опфаќа тој дел. Прво ќе треба да се направи една сеча. Што ќе настане? Сахара. И додека екоактивистите не исклучуваат и тужби, инвеститорот Silgen Resources, фирма во доминантна собственост на Генезис од Австралија во партнерство со домашната Silex, уверува дека ќе практикува најдобри рударски практики. Планот предвидува 350 директни и над 500 индиректни работни места. Годишно да се вадат по 850.000 тони руда, а општините Пробиштип и Кратово, на чија што територија се наоѓа рудникот, да инкасираат по половина милион евра во 25 годишниот работен век на капацитетот. Инвеститорот тврди дека нема да користи цијанид и сулфурна киселина. Нема да има хидројаловиште, ние имаме суво одлагалиште, на кое што одлагалиште ќе имаме прогресивна рекултивација. Тоа значи дека во времето додека се истура материјал на самото одлагалиште, во исто време ќе се врши и рекултивација, пошумување и потревување на самото одлагалиште. Исто така, испумпување на водата што ќе се појави од копот ќе се врши до брана која ќе биде изградена под самиот рудник. Компанијата Сметаот и навреме поднела барање за дозвола за експлоатација, ама досега нема одговор од институциите. Според Златков, иако законот не дозволува рудник на 5 километри од населено место, тоа не се однесува на нив, оти од претходно почнале со активностите. Јас не гледам некоја причина за да се одземе нашата концесија. Зад инвеститорот застана и професорот Орце Спасовски од Институтот за геологија при Универзитетот во Штип, иако и нему му е јасно зошто е резервата кај граѓаните на Пробиштип, па и кај градоначалникот. Во самиот град, вие знаете, ние имаме флотација која што работи активно повеќе од 50 години, многу повеќе. Понатака активен рудник за подземна експлоатација, рудникот Злетово, и отворено хидројаловиште. И никој не превземал мерки до сега да се направи одредена заштита од влијанието на тоа хидројаловиште. Бошко Ников е инженер-металург и стручњак за заштита на животната средина. Според него, рударството мора да биде одговорно, да се внимава на искористувањето на суровините, на околината, но и да се има план што потоа, кога рудникот ќе затвори, работниците ќе останат на улица, а некој ќе треба да се справува со загадувањето. Секој таков рудник е задолжен да подготви и план за престанок со работа, ремедијација и грижа по престанокот. Тоа значи дека не само треба да остави чиста животна средина, него да подготви и терен за понатамошни активности. Тоа е и евентуално рушење или доведување на сите објекти во употреблива состојба, собирање на сиот отпад и безбедно одлагање и грижа за тој отпад за одреден период после затворањето.
Локалитетот Плавица Црнврв зафаќа површина од околу 470 хектари. Има докази дека таму се копало злато уште во римскиот и отоманскиот период. Последните истражувања се почнати пред повеќе од 10 години, а концесијата од 2015 е на 30 години. Но и нацрт извештајот за стратегиска оценка на животната средина покажува дека треба да се внимава. Проектот ќе влијае на квалитетот на амбиенталниот воздух, водите и почвата. Дотолку повеќе што планскиот опад се наоѓа во потенцијална зона за појава на свлечишта. Во време кога се подготвува нова стратегија за одржливо искористување и експлоатација на минерални суровини, на кантар треба да се стави што Македонија ќе добие ако тргне во тој правец, односно дали позитивните економски ефекти можат да се оправдаат со негативните последици врз здравјето на луѓето и загадувањето на животната средина, на водата, воздухот, почвата. Земјава веќе има доволно лоши искуства за да може да извлече поука од нив.